Јас сум Камилија Каракаш. Имам 10 години. Учам во основното училиште Вера Церевири во Скопје и сум 4-то деление. Денес ќе ви кажувам за книгата Бајки од Македонија. Оваа книга има повеќе раскази, но јас ќе ви раскажам еден расказ. Насловот на тој расказ е Момчето кој се скри во златното јаболко. Си живееле еден син и мајка. Еден ден синот на мајка му и рекол дека ќе патува низ светот. Мајка му било жал, но видела што видела, му спремила храна и се збогувала. Он тргнал на пат. По патот легол во една шума. Видела на лисица како си го заглавила упашот на едно дрво и помогна. Лисицата му рекла: "Ти благодарам што ми го спаси животот." И он рекол: "Нема на што." И рекла: "Како можам да ти се одолжам за оваа добрина што ми ја стори?" И он рекол: "Не мора никако, морам да продолжам по патот бидејќи ме чека долпај." Она рекла, и скинала 2 пелдови од нејзиниот топаш и му ги дала. Му рекла: "Кога ќе ти треба моја помош, само протри ги овие пелдови и јас ќе бидам таму." Момчето ги земало пелдовите и продолжило по патот. По патот видел еден мал орел. Малиот орел си го повредил крилото и момчето му помогна. Орелот пак му се заблударил како и лисицата и го прашало: "Како можам да ти одолжам?" Момчето му одговорило дека не мора никако да му се одолжи, но и орелот како и лисицата скинал пелдови од неговото тело и му ги дал и му рекол: "Кога ќе ти треба моја помош, само протри ги овие пелдови." Момчето продолжило по патот и стигнало до едно море. Таму видело една риба како лежи на брегот, дека испрлило морето. Ја вратил пак во морето. Рибата многу му се заблагодарила и пак го прашала како лисицата и орелот: "Како можам да ти се одолжам?" Но момчето исто рекла: не ми треба ништо, бидејќи морам да продолжам, ме чека долпај." И она скинала од нејзиното тело и му дала. И он продолжил по патот. Стигнал до еден голем град во кој имало дворец кој живеел царот и неговата ќерка. Во тој ден царот нагласил дека ќерката ќе се мажи. Но ќерка му рекла дека треба да се скрие. Ако она го најде, има 3 шанси. Ако она го најде, ќе му отиде главата. Ако он добро се скрие, ќе го земе за маж. А момчето тоа го слушнал и отишол пред кралот и сакал да се проба среќата. И отишол пред него. Ако сакате да знаете дали момчето успеало да се скрие и не му отсекле главата, и ако сакате да ги прочитате другите раскази во оваа книга, прочитајте книгата Бајки од Македонија.